Кога ќе чујам твој глас дишам пак и никој нема да те знае. Пееш. Онака како те познавам јас, знаеш каде да ме најдеш. А тоа сум само јас. Вие гледате Слободен печат, се надевам дека фино расположени. Продолжуваме со емисијата. Ја почнавме весело, денеска со нас имаме еден исклучително интересен млад човек, актер, дипломиран. Стефан Спасов, добро утро и добре дојде во Слободен печат. Добро ве најдов. Добро утро и од мене. Супер, драго ми е што си тука. Прв пат имаме вакво видео интервју со тебе. Имаме повеќе причини за разговор, меѓутоа она што е последно од тебе и она кое што ни е во фокусот денеска е премиерата на филмот Уби ги прво децата од Оровчанец, кој што имаше, мислам, пред 10 дена премиера во Скопје. Така. Прво честитки за филмот, за улогата. Јас лично не сум го гледала, затоа си ти тука сега да ни раскажеш како тоа се изгледаше и процесот на снимање и како помине премиерата и така натаму. Прво, кажи ми, беше прва твоја главна улога во долгометражен? Во долгометражен филм, да. Да. Иначе претходно имам 2 краткометражни кај што играм главна улога исто. Да. Так, и како? Супер интересно. Јас имав некои 7-8 дена пред снимањето. Требаше да игра едно друго дете, ама дали се откажа, мислам дека нешто такво, не беше глумец. И бев во Амстердам и ми се јавија дека сум ја добил улогата и дали ќе сакам да играм. И викам да, нормално дека да. И викам имав 7-8 дена и мислам дека одлично се снајдов. Ми беше ептен уште поголем предизвик. Да. И мислам дека све супер испадна. Одлично. Од моја страна. Одлично. Да. За себе зборам. Да. Па добро сега, па нема врска, не треба секогаш да сме лажно скромни, ако е добро. Добро, ако ти си се чувствувал добро во врска со улога. Да, супер. Кажи ми, ти легна ликот како... Да. Да? Да. Знам дека е типично онака скопски филм. Мислам и сленгот и јазикот. Да. Тоа е убаво. За разлика од глумата, актерството кое што се случува во театаров, дека на филмот има малку можност да бидете поприродни вие актерите, нели? Па не знам дали е тоа можност или повеќе, сега или можеш или не можеш, веројатно. Да. Јас лично повеќе сакам филм, мислам дека. И без разлика дали сум во театар или на филм, мислам дека глумата треба да биде природна. Мислам треба да, ајде да го наречам така грубо, треба да излажеш дека е вистина. Не знам, ја тоа сум рекол и у детски театар да играм представа, ако паднам и си го удрам коленцето, ќе плачам стварно. Не ќам да ме разбираш, не ќам. Да. Знаеш како сменети се работите, театарот порано бил поинаков. Значи, ако порано во театар требало нешто да се шепоти, не можело да се шепоти, бидејќи тој во последниот ред немало да може да те чуе. Сега веќе технологијава веројатно дозволува да има и посуптилна глума. Затоа било поразлично, веројатно, порано театарот. А и веројатно и режисерите и начинот на кој што се поставува представите. Да, другачија барале и веројатно и другачија било, што знам, и другачија била, како да кажам, не знам, кога ќе се деси, не знам, стара представа кога ќе гледаш, например, по-драматично е све, по-некако е, по-театрално, а некако сега во новиот свет све е можно, па и не е толку драматично, пошто е веќе и нормално. Да, и сега ти дали ќе го кажеш со шепкање или со викање, иста тежина ќе има. Ама добро, видиш, има таков збор театрално кој што го опишува начинот на кој што актерите играат во театар. Тоа е театралното, нели малку по-специфично. Добро, она што мене ми е интересно за тебе, како еден млад човек пред се, тоа што еве вака сега Стефан Спасов кој ќе спомнат луѓето и кој ќе
те побараат, не може да најдете никаде на социјални мрежи, так, значи те нема. Со оглед на времето во кое живееме и со оглед на тоа што буквално се е на социјални мрежи. Дури ева дел од ова интервју ќе оди на социјалните мрежи, така повеќе луѓе ќе те видат и ќе те побараат, ама нема да те најдат. Нема да ме најдат. Зошто? Нема, па некако ете, ако сум јавна личност, може да ме видат по јавните медиуми. Не знам, Инстаграм не сум имал никогаш, Фејсбук сум имал, ама сум деактивирал. Некако не ме занима кој што како прави, зашто прави, кај јаде и кај пие и кога спие и кај му е куќето и така натаму. Ме интересира мојот живот. Мислам дека сите треба да си го гледаме својот живот и мислам дека ќе функционира светот многу боле. Најпросто кажано. И не знам, само трошење на енергија, информации милион во денот што не ти се потребни воопшто. Имаш Google, ако те интересира нешто, прашај го чичко Google, све ќе ти одговори. Да. Тоа е тоа. Не знам. Иначе што сакаш да правиш во слободно време, како имаш слободно време? Што предпочиташ? Појма немам. Моментално не знам да одговорам на тоа прашање, пошто моментално све правам, буквално, шетам, најмалце дома седам моментално. Иначе сум сакал да гејмам, геймер сум, мада подолго време не сум. Сакам да се дружам со луѓе. Да, тоа ми е она најубаво. Так, да. Так. Дипломираше пред неколку години на 4, 5, 6. Затоа реков неколку. Пред 5 мислам, да, мислам дека пред 5. Не се издавај дека не знаеме точно бројка, затоа кажав неколку, ама... Добро, на факултетот за драмски уметности, кажи ми, колку е важно официјалното стручното образование во оваа професија во која што ти работиш? Па за во театар може би е важна за да те земат да играш пред се и да можеш да се вработиш. А за на филм мислам дека не е важна, ама ич. Так. Бидејќи има многу натушци што играат и веќе се одлични и се докажале дека се добри. Мислам, ја тоа викам на глумец на глумец ќе му даеш текст и одма размишљаш што ќе му направам ја тука, зашто ти сега мене ми го постави ова прашање, што ли сакаш она да каже или слично, а не едноставно на натуршчико ќе му го даеш текстот, на интервју сме, она ме прашува, ја треба да одговорам. И затоа изгледа тоа многу нормално и кој што би рекле природно за да искочи на филм, пошто филмот треба да биде како во вистинскиот живот. Освен ако не правиме знаеш шо sci-fi филм, па ванземалци се симнат, па да биде малце по-така. Да, треба нешто да се одгури. Иначе, шо поприродно, толку боле. Да. Така. Значи да го живееш тоа, не да го глумиш. Абе, све едно, како знаеш, направи го да е природно. Па стварно. А кога ти текна тебе дека сакаш да бидеш глумец? Па не ми текнало ништо друго во животот. Ми текнало да психологија, не сум некој голем учениче, ама пак психологијата ми била за ликовите. Па добро, да, тоа ќе кажа, тоа е баш врзано. Не сум сменил никогаш. Значи, од кога сум роден, ми е глума. И ништо друго. Да. Тоа те влече, да. И како како дете, на пример, како е доживуваш глумата? Сакаш да ги имитираш луѓето, да... Па не знам. Различно ги доживуваш веројатно ликовите, онака приметуваш работи кои што некој обичен човек не би ги приметил. Гестови. Да, на пример мене многу ми се свигало еве сега на филм и би представи што сум гледал што по-минималистички толку ми е боле. На пример многу сум сакал некои такви работи и моменти кога ќе искочат. Што не е, што рековме, театрално, а да дознаеш или да размислиш, да навлезеш во тоа од каде доаѓа тоа, сега не знам, сега за ситница ќе се фатам, не знам, тресење на обравчето или појма немам нешто, или да ти трепне едното окце или тој каква свест е таа во моментот, што ти се случува таму во моментот. Не знам. Да. Некој пак е со психологија врзано, што како не, секогаш. И како тој лик се чувствувал тогаш за да така нешто. Така е, зошто му се случило тоа, зошто дошло до тоа. Не знам, тоа ме интересирало, како ова и ова се споени. За да искочи нешто преку целото тело. А јазикот каде е тука?
Пошто и тоа е многу важно изразно средство, нели, вас фиалатка јазикот скроз. Сега колку ќе те ограничи тоа, затоа што некогаш онака кога ќе прочиташ сценарио, кога ќе си ја прочиташ реченицата што треба да кажеш, ти е скроз неприродна, нели? Па да, сега некои режисери на пример имаат и дозволуваат менување на нивното сценарио, а некој не, ама веројатно тој што не дозволува или е добро напишано или па не е добро напишано, па он мисли дека е добро напишано. Да, или тоа. Али у секој случај јас мислам треба да биде веројатно многу добро напишано сценариото за да не промениш ништо. А од друга страна па и предизвик да не промениш ништо, за да не знамете да го исполниш и направиш тоа што е замислено од сценаристот или кој да е. Сепак е друго кога ќе дојде од мојата глава. И кога ќе биде поприродно и кога ќе искочи шармот на виделина и што и да е друго. Во театар импровизираш? Да. Да. Сакам да импровизирам, убаво ми е. Тоа ми е еден поголем дел од глумата. Сега секако да не да бегаш од темата или да ги зафркнуваш колегите. Да, али сакам, не знам, тоа ми е еден дел од како да се вметне мала нова ствар. Ете во нештото да живее од ново. Да. А ти се десил блок некогаш на сцена? Ми се десил само еднашка, еден месец на село ја игравме представата на Пауло Маџели. И не беше блок, беше не знам, рамно, вака се. Да. Добро, што правиш тогаш? Главна улога играм таму. Во таа и со Дарија Ризова игравме и се јас си кажувам некоја реплика, не знам, си кажувам нешто, она ми одговара и треба да ја прашам, ти викам живееш на село, треба да ја прашам. И јас си играм, си глумам, си летам еднаш мајче такво и нема и викам, што е, викам, работа, а зашто е, викам, тишина, што се случува, викам. И Дарија ми вика, ти да не сакаше, вика, нешто да ме прашаш. И ја викам вака, што би ја прашал, си викам. Викам, па ти викам, да не живееш, викам, на село, па да, ме вика, викам, добро, само тогаш, еднашка во животов ми се десило. Па добро, Дарија ти помогнала. Да. Колку е важно, еве, веќе кога сме кај партнерите на сцена, колку е важно со кого си, кој карши тебе, колку има хемија или не. Дури и ние, новинарите, знаеме да, онака кога треба да имаме водителски пар, новинарски пар, знаеме дека со некој имаш хемија, со некој немаш. Не ти е исто. Така. Така веројатно и со актерите. Не ти е со секој. Па, тоа ти е веројатно и каков комшија ќе ти се падне. Разбираш? Баш е така. Дали кај некој можеш да му тропнеш да ти даде едно јајце тортата да допраиш, или ќе мораш да идеш до продавница да купиш. Тоа е. Едноставно, не знам, од човек до човек, веројатно, различно е. Секој си има свој плусеви и минуси. Да. Тоа е. Меѓутоа, ако ти е тоа работа, треба со секој да знаеш да исхендлаш, да го најдеш јазикот, да најдеш... Па мора да најдеме, тоа ни е работата. Да. Сега, ако повеќе сакаш филм од театар, предпочиташ, не повеќе сакаш, веројатно и тоа предпочиташ. Филм, кој жанр го предпочиташ? Секој. Да? Било кој, да, секој. Све ми е предизвик, било што да е. Буквално. Да. Добро, супер. Ќе споменеме дека Уби ги преводецата е на редовниот репертоар во Синеплекс. Да, ќе можат да си го погледнат. Една од главните улоги ја играм. Една од главните улоги. На кратко, јас читнав што е приказната, на кратко. Тоа е акција, комедија, филм, кој што има многу ликови, не може да биде филмот досаден. Значи, мислам дека ќе ви се допадне. Се работи за 3 деца кои не се кајки ненамерно влегуваат во еден, како да кажам, во еден неубав свет и запознаваат неубави луѓе, лоши, опасни, да. И што се случува сега со нив, како да излезат од тоа и како да ја извозат цела ситуација на еден природен и убав детски начин, да кажам, покрај сите тие возрастни од околу што се случува. И мислам дека е интересна приказната, си вози приказната
И баш сме убави. Добро. Да Добро. си дојдете да си гледате, да. Да. Обавезно ќе и јас пред се морам да го изгледам затоа што во принцип треба да ги гледаме сите македонски филмови какви да се, да. затоа што И да навиваме за нив. Така, да Секако. имаме се повеќе затоа што и онака ни се малце сакаме повеќе филмови, бар тие што ги имаме да ги испочитуваме. Во Германија ќе ни оди на фестивал, Така, на супер, Котбус, да. супер, И одлично. тоа. Сега за сега тоа. Сега за сега тоа. Да. Инаку имаш неколку представи на редовниот репертоар во Да. мената, ето така може и таму да ги поканим. Така, Гледачите да дојдат да видат. Да. Друго не знам со што се занимаваш, немаш социјални мрежи, Немам социјални шеташ, мрежи. дружиш. Да, Тоа е шетам, тоа. дружам, сакам да шетам по светот, тоа ми е убава ствар. И тоа го сакам, што сакам друго, сакам да гледам представи многу, све сум изгледал по 30 пати у Скопјево. Поима немам друго што така сум менувал многу во Македонскиот народен театар без ни една проба, сум влегувал во представи бидејќи сум ги знал онака Да, представите. сериозно. Па да. Си баш влюбен во тоа што си го Па правиш. сум сакал, например, одам на представа и сега една представа одам и гледам само еден лик. Следниот пат идам си го гледам другиот лик. И мислам дека поише ја знам представата од сите актери, пошто секој си го знае својот лик, а ја ги знам сите. Фит. Да. Значи ти немаш нешто потешкотие со учење текстови и со такви работи. Па немам. Можда имам кога треба да учам текст дома. Али дуре на проба, мислам дека ми е Си онак тече додека е процесот, целиот процес, мислам дека ми доаѓа природно и лесно. Али да треба да седнам дома да го учам, сигурно ќе имам потешкоти. Да. Да. А во театарска представа повеќе го сакаш процесот на создавање или после тоа самите репризи? Па самите повторување? репризи мислам дека да ми се свиѓаат и затоа ти викам, се извинувам. Не, слободно на ти. Евак добро и тоа менување на актери, на глумци и улетување во представи ми било многу не знам, многу ми било интересно ми било ептен, пошто немаш многу време. Тука е, не знам, ми се случило, ми се јават вечерта у 11:30 за утре дента да треба јас да менувам. Да. И ми било... И ускокнуваш. Ускокнувам Браво. без никаков проблем. Браво. Да, и многу ми е предизвикувачки, ептен ми е предизвик. Ептен. И тоа ми е пак ми е тоа као за филмот сега одма тука треба ти да се снајдеш да го направиш без да изгледа дека не си дел од представата, нели? Треба да си тече представата нормално, да другите колеги да немаат никаков проблем со тоа, да немаат, пошто на сите им е стресно. Не само што мене би ми било стресно, иако не ми е баш, го сакам тоа. Тоа е веројатно и еден дел од што кажав дека сакам да импровизирам. Тоа е пак у моментот енергијата што ќе ја дадеш и поставиш. Али да не им биде стресно и на другите актери одоколу, бидејќи имаат нов човек во представата што прв пат ќе го видат вечерова, например. Да, не им направиш хаос. Да, ги така. Супер, ај вака за крај едно прашање и ќе го завршиме муабетот пократко посладко. Кажи ми амбициите. Докај ти одат? Што е она кое што еве или можеби немаш такво нешто као ова да го направам и со тоа ќе сум среќен. Има ли такво нешто? Не знам, добиам Оскар, без да немам поимена. Разбираш, нешто кое што сакам да снимам, не знам, 50 филмови и тоа е тоа. Сакам да играм на Бродвеј и тоа е тоа. Имаш таков момент? Па имам, еве например, ајде сега најблиску, тоест нека биде ајде Србија, да се случи да се снима некој, еве таму да речеме да снимаме едно 3-4-5 филма. Добро. Па после да отидеме уште малце погоре. Добро. Да се случи, не знам, не е тешко прашање, ама не знам дали да си ја кажам амбицијата. Не мораш. Еве доволно беше ова за почеток. Али малку е. Малку, ама за почеток викаме, после нека оди, нека тргне еднаш. Да, добро. Да, големи ми се амбициите, верувам многу во себе, и од секогаш сум имал една идеја за себе и никогаш не сум се тргнал од таа желба и идеја за себе и мислам дека ќе ми се оствари. Да.
И на блиски пријатели и луѓе сум ја кажал, и не само на блиски, на не блиски толку, али мислам дека е сега премногу јавно да го кажувам тоа и сигурно ќе кажат луѓе, ќе има дел од луѓе кој е овој, ќе таму ќе искуцате на тоа Facebook, Instagram, кој е, зашо е, како е он да кажува. Али ете, ако се случи, ќе ви го одговорам и тоа прашање во иднина. И тоа. Супер. Стефан, јас ти посакам многу успех. Фала многу. Многу сцени, многу филмови, многу камери, светла. Фала. Да сјаеш па да се видиме зубаво само. Така е. Фала Уште многу. еднаш благодарам на одвоеното време. Се гледаме во наредна прилика. Вас, како и секојаш, ви препорачувам да останете со Слободен печат.